Денес, по барање на опозицијата и Социјалдемократскиот сојуз, е ставена точката на дневен ред на Советот со барање за раскинување на договорот за концесија со јавниот приватен партнер. Тоа е Стентон Градба или познат меѓу граѓаните ДПН Паркинси. Аргументи за ова наше барање има премногу. И се надеваме дека колегите од владеачкото мнозинство на ДПМНЕ и нивната коалиција едногласно ќе го прифатиме ова во интерес на граѓаните. Сите неправилности кои ги укажавме на комисија се на директна штета на граѓаните на градот Битола. Не е ова популистички и затоа мислиме ние од опозицијата дека може овој проект да се изменаџира многу подобро и граѓаните да го осетат бенефитот и да плаќаат намалена цена за паркирање во градот Битола. Ние ги покажавме безброј аргументи за тоа дека се направени пропусти околу работењето на оваа фирма. Тие не се слагаат со нашите излагања, кажуваат дека се од техничка природа. Значи не е битно дали се од техничка или од било каква друга природа тие неправилности. Еден недостаток да има е доволен за ова наше барање да биде оправдано и концесијата да им биде одземена, бидејќи тие имаа период на прилагодување од 4 години за да ги отклонат сите мани и недостатоци. Тие наплаќаат за стопанисувањето на целиот град, а условите во кои ние ги паркираме своите возила и градот живее со тоа зонско паркирање не се на догледно ниво. Имаме многу забелешки, значи неправилности во техничката, значи непочитување на техничките прописи, манипулирање со граѓаните, значи носење во заблуда на цената на коштање на плаќањето на паркингот и ред други неправилности кои ги укажавме на комисија, а денес се надевам ќе имате и вие можност, новинарите, а и граѓаните да ги слушнат директно кои се нивните права и обврски околу зонското паркирање.